Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерашна гостинка во нашата емисија во потрага по вистинскиот збор е Оливера Јовановска, поетеса и писателка, односно прозаистка. Сакам најпрви да ве прашам, пред колку години се вративте од Австралија? Мислам дека пред 4 години дојдовте од Сиднеј во Скопје, така? Почитуван Христо, добро вечер. Да. Благодарам за повторно покана што ме поканивте во вашата емисија во потрага по вистинскиот збор. Меморијата добро ве служи. Некаде да, пред 4 години, но јас довеѓам од Мелбурн. Мелбурн, така. Така, да. Знам дека сгрешив. Но член сум на литературното друштво Глигор Пирличев од Сиднеј. Па затоа Тука е таа заблуда. затоа и погрешив. Добро. Следното прашање што сакав уште на самиот почеток да ви го поставам. Како е да сте сега тука во Македонија, па повремено да одите во Австралија, зашто претходно беше обратно. Бевте постојано таму, а овде доаѓавте од време на време. Знам дека Македонија е вашата татковина и дека ја чувствувате многу посилно отколку втората држава, односно втората татковина, во случај Австралија. Навистина е тешко да се биде постојано некаде помеѓу. Кога сте таму, мислите за овде, кога сте овде, мислите за таму. Преовладеа ли патриотизмот или во прашање нешто друго поврзано со вашето враќање во нашава убава Македонија? Одговор на овие многу прашања и подпрашања ќе ги одговорам така едноставно со една наша стара поговорка: каменот си тежи на местото. Така. Значи, не е лесно да бидеш истовремено дел од две држави, а за мене и две татковини. Јас сум родена во Македонија и патриотизмот, гравитацијата изгледа повеќе ме влече тука, него во државата каде што живеев 35 Тука години. тежи каменот повеќе. Така. Па е тешко да се најде некој баланс, затоа што ако одам во Австралија, тогаш телото е таму, душата е во Македонија. Так. Кога сум тука е обратно. Без оглед на тоа што моите 3 синови се во Австралија, значи телесно сум тука, ама секогаш со мислите сум таму, сте и таму, и е така. многу тешко да се најде еден баланс, но сепак човек треба да се одлучи каде би стационирал, каде би живеел, затоа што не сме ливче ветерот да го носи, се знае, дрвото си има корени, корените ни се од Македонија и дрвото треба да се изгради и да се зацврсти каде што било засадено. Не сакам да ја предицирам и да навлегувам во вашата интима, во вашите животни, професионални планови, но значи ли ова дека сега и овде сте привремено, дека не сте трајно во Македонија? Видите, многу интригно прашање што може да се случи, но сега за сега Е така како што е. така како што е, таму ќе си одиме на одмор. Добро. Дали ќе биде тоа 6 месеци одмор таму, 6 месеци тука, не се знае, но Ќе ја делите годината. Така, да. За овој изминат период од 4 години морам нешто да кажам што е мој впечаток, дека некако брзо и ми се чини лесно се вклопивте во старата, односно за вас лично новата средина. Многу лесно и брзо воспоставивте контакти, конекции со творците од вашата генерација, се разбира, од вашата возраст во Македонија и покажавте една голема активност. Постојано сте на промоции, на читања, како ретко кој друг. И
На вистина, тоа е за почит и за респект, бидејќи поседувате енергија, не само енергија за себе докажување, себе потврдување, туку имам чувство енергија и за организирање, за покренување активности. Подоцна ќе проговориме и за тоа, но, според мене, за овој период од 4 години направивте една најбитна работа. А тоа е, минатата година магистриравте во Ниш на факултетот за применети науки на студиската програма за деловна информатичка економија. И тоа на една мощна, необична тема на тој отсек. Темата е улогата и значењето на инклузијата на личности со аутизам. Анализа од економски и здравствен аспект. Една комплексна тема, за жал многу актуелна, бидејќи аутизмот е во подем, се поголем е бројот на лицата со аутизам, и млади, ама и малку повозрасни. Сакам да ве прашам најдиректно. Која беше причината што се одлучивте прво на овој чекор да магистрирате и второ, зошто го одбравте токму Ниш? Изгледа вие многу длабоко сте пролистале за мојата биографија. Пред се ви благодарам за тоа. Се подготвувам за секоја емисија, морам да кажам. Ни во моите најлуди сонови, кога бев во Австралија, не сонував и не помислував дека една ден ќе магистрирам. Но така се случи спонтано кога дојдов во Македонија и можеби во тој момент мене начинот на кој бев испровоцирана за тој чекор, негативно го примив. Ке ви објаснам како и што се случи, но додека живеев во Австралија, јас работев во медицина 10 години, па имав свој бизнис за здрава храна и тогаш помагав исто, вработував деца кои имаат некој инвалидитет. Со потешкоти, со проблеми. Така, па многу оддавна, некаде од 96-та година, сум навлезена некаде преку администрацијата во склоп со медицинските проблеми, затоа што бев менаџер и секретар на медицинска ординација во Мелбурн. Па така некако уште од тогаш аутизамот и инвалидитетот кај луѓето ми беше некоја слаба точка што секогаш сакав да им помогнам на тие луѓе. Но да се вратиме што ме испровоцира да магистрирам, да одберам таа тема. Да. Како што кажавте претходно, да сум активна, се трудам да учествувам на конкурси, на настани каде што ќе бидам поканета, па во почетокот ми беше дури малце така и возбудливо тоа, па и си одев редовно на некои настани што организации си ги прават секој месец. И така во еден период од 5-6 месеци одење на еден ист настан и знаев дека треба да се подпишиме со име, презиме, од каде доваѓаме и ми стана тоа необично, но после едно известно време се донесе уште едно ливче за подпишување. И викам, па како ние веќе се подпишавме, зошто вечер повторно да даваме име и презиме кои сме? Господјата што го носеше ливчето вика, ама ова не е за сите, ова е само за тие што се магистри и доктори. И јас вака само кажав, па нели сме на поетска манифестација? Не се битни титулите. Значи, тука преовладува поезијата, значи може да имаш неколку докторати, ама не можеш да пишуваш, не можеш да пишуваш. Дали е поезија, дали е проза, тоа беше една така провокација што јас решив да магистрирам. И да се приклучиш кон тоа големо семејство на писатели со титули. Што воопшто мене не ми значи тоа, ниту ме направи попаметна, ниту ме направи нешто повеќе, но ете за, мислам, за
и тоа не е ни за докажување, туку за своја саресфекција, за утре други ден да припаѓам така. Сега тука беше исто изборот дали во Македонија нешто ќе одберам некој од факултетите или надвор, а Ниш така некако повеќе ме привлекува, затоа што уште како девојче јас сакав да студирам во Лесковац на дизајн. Така, мода, дизајн, текстилно, тоа некако ми одеше од рака, но со преселувањето во Австралија во тоа време не беше возможно, па се пренасочив на администрација, економија и така, мислам, затоа тргнав по тој пат. Но што се случува, со еден куршум, тука, можам да речам, ги доловив две птици, затоа што ми беше животна желба во Србија, во Лесковац да завршам, но јас го одбрав Ниш. Мојата покојна баба е од околината на Ниш и тоа измеѓу Лесковац и Ниш. Па исполнав една моја желба, една нејзина желба, така што со доваѓањето и враќањето од Австралија овој пат, некако почна коцките од мојот животен мозаик да се склопуваат, како што го имав замислено како дете, дека све си дојде на свое место, па ето се исполни тој мозаик, што така остане уште многу малце коцки, да се исполни една слика, една замисла од моето детство, како ќе изгледа животот. Така, убаво кажавте пред малку, сте направиле еден мал компромис, една мала компензација со тоа што се подсетиле на вашата детска, односно младешка желба, да се школувате во Лесковац и еве сега тоа го остваривте во Ниш. Па со тоа прашање поврзано е и следното прашање, бидејќи вие и со темата што ја темата избравте за магистерскиот труд, се доближувате до личностите, односно до децата со пречки во психо-природниот развој и до децата од социјално загрозените семејства. Па, во таа насока е и покренувањето, односно основањето на хуманитарното здружение Юникорн 2024 година, кое што го основавте во Скопје. Знам дека и без тоа здружение, но сега многу повеќе, лично се ангажирате, но и се ангажирате и преку здружението, преку тоа ваше здружение, во хуманитарните активности на тој план. Па ајде, кажете ни накратко нешто за ова ваше здружение. Пред се морам да признам дека здружението не е моја идеја. Тоа беше идеја на мојот син, Христијан, кој сега е 15 години, а таа идеја ја донесе уште кога имаше 8 години. Ние живеевме во Австралија, но, како што знаете, често доваѓавме во татковината и кога поради обврски тој одеше во градинка. Па така си имаше стекнато некој свој круг на другарчина и кога да се вратевме, иако годините си одминува, тој не требаше да оди во градинка, си ги посетуваше негователките. Што на 8 годишна возраст се случи, да ги посети и во една од тие посети најде на детенце, кое малце поинаку се понашаше од другите дечина. Се однесувал поинаку. Така, И Христијан ја праша негователката со очина, демек не со збор, што е работата. И таа само се приближа до него и рече: Христијан, и он е на твоја возраст, како 8 години, но детето има аутизам. И немаме моментално, државата не може да го скрижи, да му најде школа каде он припаѓа и затоа мора да е тука. Детето не кажа ништо, ги подгриза устите, само рече: ајде, мамо, да си излезиме. Излеговме надвор, ме фати за рака, ме стегна. Денес, кога ќе се сетам на тоа, морници ми одат по телото. Му ги видов очите насолзени. Значи, 8 годишно дете и да кажи: мамо, знаеш како јас сакам да бидам некој нешто, да бидам тенисер, пошто игра тенис. И ако бидам
успешен и вреден. Јас сакам да направам куќа за вакви дечина, да ги згрижувам, да не треба да се во градинка, затоа што види тој како мене на 8 години, а треба да учи, не да игра со мали дечина. Како и Новак Ѓоковиќ има своја фондација. Па, Еве и тој е познат тенисер. Да, и тоа беше една негова желба, што Браво. јас не ја украдов од него, јас само ја донесов на свет многу порано, затоа што тој сега 15 години, Сдруженијето се оформи минатата година, ево веќе 2 години како функционираме. Името му е Unicorn 24 Скопје, затоа што со седиште е во Скопје. Повеќе од мислам, активностите да ги организирам јас, но он е доста активно уклучен во тоа. Минатата година беше еден од најмладите дедомрази, што на 14 годишна возраст заработи свој пари. Работеше и со гордост можам да кажам 2 дена на градежништво да собери пари да купи 50 новогодишни пакетчина кои беа доделени во Сдруженијето на родители за деца со пречки во психоприродниот развој Надеж од Кичево. Значи направивме една посета таму, ние имаме и мислам меморандум за соработка со нив. Исто така Сдруженијето има меморандум за соработка со Завод за рехабилитација на млади и деца со пречки во психоприродниот развој од Скопје, кое е лоцирано во Топанско поле. Се направија неколку донации, неколку активности заедно. Минатата година сега ни се ближи, значи и вториот традиционален настан што ќе се одржи во скоро време. Се надеваме дека ќе трае долго и се надеваме дека ќе ја пробудиме свеста кај луѓето, заради тоа што за тие деца не треба да се чека само од 3 или 4 децембар, кога е денот на деца со пречки во психоприродниот развој, нив им треба често поддршка. И ќе се навратам повторно на темата зошто јас ја одбрав, ако сум магистер по информатика, да магистрирам на таа тема, додека и деканицата беше во шок кога ја кажав на која тема сакам да магистрирам. Прво што беше нејзиниот одговор, па чекај ти, вика, знаеш ли ти на кој факултет си? Не си на медицина. И јас сладно и кажав дека, викам, па ја нема ни да се мешам, ниту сум дефектолог, ниту логопед. Ја ќе зборувам како тие луѓе да ги внесиме за инклузијата, во бизнис секторот, заради тој тие имаат исто вредности како и сите ние и тие треба да го почувствуваат животот како што треба и јас ќе зборувам како да им помогнеме и дека има многу. Во мојата студија докажав дека од 2000 година до сега имаме 241% пораст на деца со аутизам. Повеќе момчина, на жалост, од едно девојче, 4 момчина во раст од едно девојче може да биде. Ги имаме насекаде, секоја наша фамилија е дали директно или индиректно некако поврзана со тоа. Сакаме преку Сдруженијето свеста да ја подигнеме кај народот, кој може, како може на било кој начин да им се помогне, дали тоа ќе биде преку некои прошетки, некои активности за нив или некоја донација, затоа што тука во Сдруженијето ние помагаме и на деца кои што живеат во Заводот за рехабилитација, кои што немаат семејства, они живеат таму. Па некако е малце поголем обем има Сдруженијето и поголеми задачи си зададовме. Оваа тема е малку повеќе трогателна, жална, но тие лица кои што обично се нарекуваат лица со посебни потреби, имаат, убаво пред малку рековте, имаат посебни можности. И треба нивните можности да дојдат до израз и да се искористат, да се исползуваат до максимум.
И јас му честитам на вашиот син, кој што и ми е всушност именјак. Тој е христијан, јас сум Христо. И еве ветувам дека тој ќе биде еден од најмладите учесници во мојата емисија, бидејќи ретко се случува толку млада личност да се грижи за другите и вака да размислува. Ме поттикна претходниот ваш исказ, вашето искажување, и додека вие говорите, јас се донесов таа одлука да биде мој гостин, па изворно да поразговараме и на оваа тема и на други теми кои што се поврзани со младите, па и со културата и со уметноста, бидејќи колку што јас знам, тој го изучува и кинескиот јазик, автор е и на една сликовница, значи имаме за што да говориме. Но јас ви честитам за основањето, за покренувањето на ова здружение и еве и преку ова наша емисија даваме мала, скромна поддршка за да излезе од анонимност Unicorn 2024 Скопје и да има што повеќе активности во иднина. Ви благодарам за тоа, почитуван Христо, а во име на тоа, јас сакам да ви подарам една благодарница за посебен придонес. Добро, ви благодарам. Од Здруженијето, што исто христијан е заслужен за декорација на благодарниците. Многу убаво изгледа. Си ги прави и постерите. Благодарам во моје име и во името на емисијата, односно на Вистинска телевизија. Инаку ова е прво признание кое што емисијата по потреба Вистинскиот збор го добива, иако и ние веќе сме активни 2 години и некаде бројот на емисии се ближи до 100. Нека ви се множат до бескрај. Се направи околу 100 емисии. Сега да се вратиме малку на писателски план, бидејќи така и ве најавив, како поетеса и прозаистка. Кажете ми накуса, јас потоа малку повеќе ќе ве распрашувам, што се случи и што се случува на писателски план во изминатиот и сегашниот актуелен период? Кои книги ги објавивте? Бидејќи гледам дека ни донесовте повеќе наслови. Па да, има повеќе наслови, Ајде да почнеме повеќе жарни. ред по ред. Тука имаме поезија. Ајде, вака јас ќе ве потпрашувам. Станува збор за поетската книга Време безвремено. Така. Потоа имаме раскази за деца. Раскази за деца со наслов Чувај го детето во себе. Тоа е една јака порака. Убав наслов, бидејќи додека е детето во нас, дотогаш ние всушност и живееме. Дотогаш и функционираме и дотогаш и се радуваме и се смееме, а кога го нема детето, веќе стануваме старци и веќе тоа е некој друг живот. Потоа ни донесовте една интересна книга, Аманети за битолчани. Овдека сте коавтор, заедно со Вера М. Самарјанин. Двете сме битолчанки по потекло. Двете сте битолчанки и овдека се занимавате со старите зборови, со архаизмите всушност. Обично тоа е и моја цел за пишување, значи од кога почнав со романот и моите први збирки на поезија што не се тука, затоа што мислам минатиот пат ги презентиравме, тоа е целта на мојот пишуван збор, не да пишувам нешто за да се пишува во страниците, туку да остане некој траен белег. Тука не дека се намудруваме со Вера, која повеќе знае, туку сакаме да ги донесеме зборовите кои веќе се во заборав, не ги зборуваме, што ги зборувале нашите предци, дали се сега турцизми, дали се некои француски зборови во битола, пошто исто се користат и такви, дали се некои наши македонски зборови, што веќе се заборавени, заменети со некои помодерни, заради тоа што ето така налага модерното време. Ни беше целта да остани еден аманет не за битолчани, туку за сите луѓе од Македонија. Навистина многу необично
ја веќе ја прочитам не цела, првиот дел од првата творба, Измешани времења. Ех, што късмет имам, уба чупа да се родам. Права кокона, кога низ джаде одам. На пирустија казан ставам, прачки ложам, вода да вари. Мора сапун, самварен да се прави. Се сеќавам на тие времења. Мешам и изјапам во рецептот да не го сгрешам, тогаш баба ќе ме искјампузи. Скјамфузи. Тетка ми ќе джавка, со шарпа глава ќе врзи, па ќе кука, дека фушар сум станала, како ќе ме армасаат. Значи, Збор то збор, стари зборови на секој рецеда. Една необична книга, која што верувам ти им биде провокативна, интересна, не само на битолчани. Или овде во битолски мерак. Што се бре, момче, будалиш? Пред чаршија резилиш? За битолски пазар ти муабет да бидиш. Јас и сака момче, мој еснав, што живее, карши моите балкони, а битолски сокаци се негови чардаци. Навистина многу стари зборови, многу архаизми. Се надевам дека ќе бидам препознатлива Или по тоа. прошетка низ битола, што сладко сум заспал, уште посладко сум сонувал. Со пајтони 4, кроце по кроце, по битолската каудрама прошетав. Минав покрај саат кула, око да насладам. Посакав крај безистен да минам со моите другари, битолски боеми повторно да видам. Пајтон кроце се спушта од Мажар Мале, крај Охридска Црнмост го минувам, во Меана кај Драгород влегувам. Песна весела ечи, во тага, во душа не се лечи. Застанав, во Заандан Меана, локум кафе да се напијам, кафе пијам, сам се прашувам. Каде сте, луди години, каде сте? Летнавте ко бели гулаби, ветер ве одвеа, водата од Драгород ве однесе, младоста за миг помина, шетачи низ тесни сокаци и по каудрма битолска. И така натаму, и така натаму. Да, има некаде потешка, повеќе изразено стари зборови, некаде помалце, но секоја една песна има обилен број на стари зборови. Потоа објавивте една интересна книга Што од модерно време. со хаику песни, хаику поезија, Бисерно клопче. Хаику поезијата, хаику песните се посебен предизвик за поголем број автори во Македонија и добро и вие што се приклучивте, што се вклучивте во тоа хаику јато, во тие хаику автори и авторки, односно хаикини, да ги наречем и хаикинки. Значи, хаику поезијата не ве одмина и вас, односно и вие не ја одбегнавте неја. Иако е малце специфично за пишување, Да. многу ми е драго кога пишувам. Имам веќе и втора збирка на хаику подготвена, а за тоа морам да ви се заблагодарам вас, заради тоа што вие бевте иницијатор со еден ваш конкурс за хаику. Вие го поттикнавте тој котелец, можам да кажам, во мојот живот, за да се обидам. И не велам дека беше лесно, заради тоа што тука е специфична таа поезија. Не треба римување, во многу кратки, со 3 реченици, треба многу нешто да се каже. Да, тоа е една строфа со 3 стиха, каде што треба да се биде лапидарен, концизен, јадровит. И да знаеш да делиш на слогови. И да знаеш да делиш слогови, зашто структурата е 5-7-5. Така, значи, да. 17... А јас уживам, навистина уживам кога пишувам поезија. 17 слогови за опрашање. Сега ние македонците често тоа не го почитуваме и згора на тоа ние сме епски расприкажан народ и сега одеднаш треба да бидеме како јапонците и треба да се изразиме со само 3
стиха со една строфа и тоа тешко не успева. А види, тоа е, они го прават во чест на природата, но мене ми е многу... И годишните времења. Да, чудно кога ќе видам некој спомнува и други чувства, дали патриотизам, дали за нешто... Па не, значи... зашто каику песните, во каику поезијата не се пишува за смрт, не се пишува за некои морбидни теми. Таму се пишува за природата, за 4 годишни времења, за детали, за некои нијанси, некои мигови се овековечуваат. Сега полека да ја прикажем и оваа книга, Прима балерина. Оваа книга е поврзана со Таа е посветена на децата со посебни потреби. Така. И можем да кажем една од единствените книги, можеби су ми прва, што имам издадено и електронска копија, значи ова се скенира од двете. Некој можеби ќе сака да ја поклони на некој и цела книга електронски, која ќе го скенира бакордот, му излегува на мобилен. Така. Да, воне се малце морбитни теми, стихови, заради тоа што... Да, потешки теми, поболни стихови. Сега одиме понатаму на следните ваши книги. Тоа е романот Лавиринт на вистината. Јас кога што знам, овој роман покрај македонското издание доживеа и руско, на руски јазик. Англиски и албански. Значи преведен е на уште 3 странски јазици. Така, и можам да се пофалам, не знам дали знаете, неодавна, излезе научна теза за романот, поради тоа, како што кажа, претходно користам многу архаизми и стари поуки. Да, стари зборови. Да, стари зборови и поуки, мислам така како народни поговорки, што професорката Катерина Видова од Славјанскиот факултет направи една детална обработка колку сум оригинална во користење на тие поговорки и како е преведено на англиски и руски. Таја учествуваше, тоа е нејзин научен труд, пред 2 години, но неодамна, пред месец дена, веќе излезе од печат збирката за минатото, сегашноста и иднината, каде што е прикажана таа научна теза и некаде има одделено 22, докажано дека се 22 поговорки опфатени во тој роман. Иако е романот автобиографски, значи не беше мојата цел јас да пишувам само за мојот живот, преку тоа сакав да оставам еден детален и традиционален печаток за идните генерации, за нашите стари поговорки, да не се заборават, дијалекти, имаме опфатено неколку македонски дијалекти, а јас мислам еден јазик, колку има повеќе дијалекти, толку е побогат. Исто како едно дрво кое има повеќе корени, толку е појако. И дали тоа довеѓа со созревањето на возраста или како кога сме млади, можеби и се страмиме од своите дијалекти кога ги кажуваме, но напротив, дијалектите се богатство на секој јазик, и на македонскиот. Многу ги вреднувам. Апсолутно. И би сакала многу повеќе луѓе да се осмелат и да пишуваат, затоа што е тоа доказ за македонштината, доказ дека сме постоеле и си имаме свој јазик, свој корен, длабоки корени. Така. Свој јазик, свое писмо. Прилистувајќи ја книгата, веднаш наидов на една од поговорките. Железото се кова додека е жешко. Значи, вградени се поговорките во текстот. Во тој контекст, сакам да представам и вашата нова книга, Секојдневниот ореол. Станува збор за поезија. Поезија, така, поделена на 3 дела е. Поетска книга. Сега и уште една книга ни... Имаше и повеќе дома, но многу ке беа. Така да.
Книгите се тешки и за, не само за читање, и за носење. Станува збор за вашата книга Талкање низ соништата, тоа се раскази. Раскази за возрастни. Имаме неколку и вистинити раскази тука, некои што ми Бидејќи овде случки... имавме книга Раскази што за беа деца. Ама ова е книга со раскази за возрасти. Така. Да, малку ве прекинав. Сакавте да кажете нешто за овие 15 раскази. Да, некои од нив се вистините случувања што мене ми се имаат случено, па ето на интересен начин сакав да ги пренесам и да останат некои записи за тоа што не учеле старите баби дедовци, да веруваме во Бога, дека све има нешто, има некоја позадина, дека треба да се пренесуваат убави работи од генерација на генерација. И така реков да создадам едно дело кое со доказ, значи сите тие што се вистините има доказ зошто се случиле и на кого се случиле. Еве, за да им ја доближам на читателите оваа книга, ќе прочитам дел од насловите на расказите и на сите ќе им стане јасно зашто пишувате. Љубовна бајка, талкање низ светот, чекам, а не знам што чекам. Мудрата девојка. Ето, не припаѓам во твојот свет. Јас и моите животни искушенија. Тоа мене што ми се случи. Повик на светлината, февруарска ноќ, бескрајна убавина. Веруваме ли во Божја сила? Љубовта умира, ништо не останало тајно. И така натаму, и така натаму. Завршувате со расказот анегдоти. Да, има и неколку анегдоти тука, да. Така. Сакате ли уште нешто да кажете за овие ваши книги или ќе ни кажете што сега пишувате, на што сега работите, а што е поврзано со тие нови следни објави, значи поврзано со книгите. Што се подготвува на работната маса на Оливера Јовановски? Лака, вие веќе све кажавте, многу нешта кажавте за книгите, освен што пишувам поезија, проза и сум романописец, знаете дека пишувам и текстови за музика. Тоа е следното прашање. Добро, јас ќе ви одговорам така во контекст. Преточувате стихови во музички рефрени. Така, да. Ајде, повелете. Исто имам неколку рефрени што треба да се испеат во блиска иднина. Веќе неколку се, повеќе, не знам, јас стварно не знам кој број, но неодамна на 2 фестивали во август месец на Тумбафест се испеа едни убави шеговити рефрени. Потоа една песна која исто е тешка песна, само и по насловот го кажува тоа, се испеа на Лешок фест во чест на празникот Богородица, тоа се вика Животот е свеќа. Тука имаше новинарка која седеше до мене и само ме праша дали овој текст е твој. Кажав да и вика со 3 реченици се кажа све. Животот е свеќа, ке ја дувнеш, ке изгасне. А тоа да се напише во рефрен и да биде певливо е многу тешко, но тоа се случки кои и што нема никого од нас таа е случка што сите една ден ќе ја доживееме, кој кога како, свеќата не знаеме како гори, дали ќе догори фитило до долу или на средина ќе застане, па така имав некоја инспирација за таа песна. Се спремаат многу нови наслови. Како што кажа, веќе имам и подготвено нова збирка за хаику. Добре. Не знам кога ќе биде тој час да излезе на виделина. Вториот роман е веќе во завршна фаза, веќе е подготвен и тој треба да излезе на виделина. Тој е малце поинаку од првиот што е автобиографски. Ќе го споделам и насловот, Животот е рингишпил, кај мене е све околу животот. Во тој роман
опишав повеќе случаи што се вистините, што не се со мене и мојот живот, но што сум била сведок или сум ги слушнала додека живее во Австралија, па повеќе се зборува за луѓето во кон крајот на 19-тиот, 20-тиот век, кога се преселуваја во Австралија, како им беше тешко и како сега после ево толку години, веќе трета, четврта генерација, како се претопува нашиот патриотизам, можам да кажам, или македонштина, наравно во новото време. Потоа спремам и нова стихозбирка. Малце тука ќе го откријам и тој наслов. Помнете ме по моето, заради тоа што секој писател, поет си има свој стил на пишување, како што кажавте неколку пати, јас мислам ќе бидам запамтена по тие мои архаизми и стари поговорки, па затоа решив таков необичен наслов да му дадам. Работната маса е преполна, очекуваат и многу настани за здруженијето, па се надеваме со Господ напред ке се добие сила да се заврши се и се тоа што се замисли да се извади на виделина за брзо време. Блиц, бидејќи имаме само уште 2-3 минути до крајот на емисијата. Прашање, кој од вашите 4 синови продолжува и оди по вашиот литературен пат? Само христијан? Не. Не? Многу чудно. Третиот син, што на 21 годишна возраст. Како се вика? Тој се вика Бренден. Така, Бренден. Тој... Добро, немаме многу време, значи имате наследник. Да, имаме двајца наследници. Сега, бидејќи сме на самиот крај од емисијата, двајца наследници, значи Брендон и Христијан. Христијан, така. Да ни напишете нешто во оваа книга, како порака, со еден од овие фломастери. Ајде, нека биде црвена боја, македонска боја. Еве на оваа страница тука. Како ваша порака, како мисла, како стих, како еден вид мото или гесло. Овде. Така, тука, дали треба дата нешто или само тоа? Само порака. Па, што би напишала, може ли време безвремено да биде? Може, како не може. Или живе го мигот во сегашноста? Така, ајде ќе го смениме тоа. Добро. И ќе се подпишите. Малце латиница, кирилица, ми Добро, се мешат. нема проблем. Напишам име пред Може, целост? може. Малкумина сваќаат дека животот треба да се живее во сегашноста, бидејќи животот нема репризи. Нема, единствено. Односно, многумина, повеќето постојано грешиме, а правиме таа грешка. Немаме повторна карта за овој свет, еднаш само да ваѓаме. Мислиме дека ќе има некое друго време, а нема друго време. Ова е тоа време. Со рака сакам да ви честитам. Благодарам уште еднаш за поканата. За вашите резултати и да се гледаме само за убави поводи. Амин, и вас ви посакувам уште многу емисии. Благодарам.